Mbrëm vonë, një mjek nga Radovishi na informoi se është sulmuar në vendin e punës nga një ish deputeti VMRO DPMNE-s. E sot ne shkuam që t'i shohim të dy versionet. Mjeku e dha versionin e tij, dha deklarat ku pohon se ka qenë i sulmuar në vendin e punës. E nga ana tjetër, ish deputeti Tome Danevski e mohon se e ka sulmuar, pranon se ka qenë në zyrën e tij dhe se e ka konfrontuar për shkak se e zë si fajtor për humbjen e jetës së nënës së tij e cila ndroi jetë para 2 ditëve. Dëgjoni të dy versionet dhe ju vlerësoni se kush është fajtor. На 10 вечерта, сабота вечерта, дојде додека јас бех на должност, на работа, влезе со намера да ме удира. Се доближи до мене и ме удри еден бокс во предел на градите. Дали имало напад? Јас сум мајстор во боречки вештини. Ако имаше напад, тоа ќе се познаеш. Удри ме, имам сведоци и колешката беше до мене кога ме удри и шоферот исто така се е сведок, исто така и двете, мислам дека или 2 или 3 сестри имаше у другата просторија. Бев во афективна состојба, не го нападнав. Ако го нападнав, сигурно ќе имаше последица, а тој нема. Да, само го потегнав за работната униформа. Кога пред тоа дошол и ми ја скршил лиценцата. А за мене, исто како мене да ме удрил, значи да ми ја удара лиценцата, исто како мене да ме удрил. Мајка ми беше во акутна прединфарктна состојба со градна болка. Мене ми е жал што докторот не посвети повеќе од 2 минути. Јас сум лаик, меѓутоа во таква ситуација едноставно не сметам дека толку несериозно треба да се пристапи од страна на официјално медицинско лице. За 2 минути не истечува една инфузија. Кај мајка ја има истечена инфузија тука заради нискиот притисок. Значи и таму лаже. Луѓето ме знаат, ги знаат моите пријатели. Знаат колку пријатели од турска, од муслиманска вероисповест имам, искрени. Не сакам некој да смета дека припадноста е нешто кое беше дополнителен фактор за по предпоставка што некој вели дека тоа се има случај. Nga Ministria e Punëve të Brendshme informojnë se janë të njoftuar me rastin dhe se e kanë pastruar. Thonë se ditën e parë nuk kanë mund ta kontaktojnë Tome Danevskin, por ditën e ardhshme e kanë thirrur dhe ka në stacion për të dhënë deklarat. Pasi të kompletohet i gjithë rasti, do të dërgohet në prokurori dhe do të ketë padi adekuate për veprën e tij.